Многу чуден однос, меѓутоа многу аналогија со другите негирања што ги наоѓаме низ светот. Познато ни е дека маите инките се уништени, тоа физички ликвидирани од цивилизираните европјани, меѓутоа во 19 век со археолошките ископувања и пронајдоци видовме страотна една цивилизација, страотни градби, писмени дела. 1902 година се лансира уште една теорија, таа е одбележена во една баварска хроника од 13 век, така наречена сарматска теорија, многу е слична на ова балканската, исто вели дека предците на... Веди се најстарите познати пишувани списи во историјава на цивилизација, односно религиското учење на древните индоариевци, односно во филмот фино ги нарекоа русо-ариевци. Во последниве години, откако ние го напишавме нашиот прв текст како резултат на нашата работа, многу работи осознавме, многу работи почнува да ни стануваат јасни. Ние придовме на целата оваа проблематика од еден друг аспект. Од аспект дека, барем јас во мојата професионална дејност, се занимавам со нешто што се вика безбедност и заштита на компјутерски системи. Повелете, про Атанасовски. За писменоста би сакал нешто да додадам. Ние имаме еден памфлет на Црноризец Храбар, писмена хили за буквите, каде што он наговестува срамежливо, мораме тоа да го прифатиме со респект, бидејќи станува збор за црковно лице кое што прифатило византиската политика, каде што вели дека порано словените пишувале со црти и рески, не ги објаснува какви се, бидејќи биле пагани. А потоа вика кога се покрстија, се обидуваа со римски и со грчки букви да го пишуваат словенскиот збор, ама не може да се пише убаво со тие букви, и вика дојдоа Кирил и Методий и измислија азбука. Сега. Некаде меѓу 345 и 359 година Вилфилд ја преведува Библијата на готски јазик на германски. Сака да ги вметне, значи, да не се веќе варвари, да влезат во онаа цивилизацијските кругови, за да бидете цивилизирани поданик на ромеите, односно византиците, вие мора да сте христијанин. За да ги придобие готите таки, да може тие да се инфилтрираат во службите на таа ромејска империја, на таа Византија, тие треба да се покрстат. И тој ја преведува Библијата на готски јазик. Тоа е меѓу 345 и 359. Четврти век е. Четврти век е. Сега, ако земете и да го споредите тоа готско писмо, верували или не, 95% е исто со кириличното писмо денешно наше. А тоа е уставното грчко писмо. Само некои зборови се модифицирани. Не дека словените немале писменост. Имале, ама таа писменост не сакала Византија, односно Римската империја, да ја признае за нивна. Вие се сеќавате проблем има и Кирил и Методий со оние тријазичниците, дека треба само на еврејски, грчки, на латински да се слави Бог, на никој друг. А за постојањето на тие писма има траги. Ние некаде ми се чини 1985-86 академскиот скулптор Аджиевски открија на еден локалитет во Октиси знаци на разурната базилика Свети Атанаси, ми се чини се вика, ги истражувавме таму и уште тогаш професор Тантовек рече дека станува збор за некое прасловенско писмо, ама од тогаш наваму јас за тие знаци ништо не слушнав, нити видов некој да напише. Покри прашање. Нема ништо. Зошто да нема ништо? Сега, а од друга страна, ако споредите глаголицата и кирилицата, не можете да најдете две букви исти. Па како настанала нашата кирилица од глаголицата, ве молам, а ни една буква да нема иста.
Можно за оние црти и рецки да се криви токму глаголица. Па тоа го кажа Гриневич у документарот. Може би тука некаде Ч буквата да ни личи на неа, пошто таа е единствена лева, сите другите се десни, а и З исто така. Тие се на лево пишуваат, сите други се на десно. Може би тие останали од глаголицата така, че има некој знак, ама обратно се пишува на десно во глаголицата, сличен на него што не се изговара така. Сите други се различни. Сакам да се надоврзам на ова што го кажа колегите. Малку има политизација во оваа работа од 45-та навака. Во времето на еднодумието, кога ние живеевме во Југославија, кога требаше да се форсира словенството на сметка на македонизмот и воопшто на таа словенска, јас би рекол пред 6 век, венецка цивилизација, писменост и култура. Ке појдам од историјата на македонскиот народ, првата што е донесена после возобновувањето на древната македонска држава, 1969 година, издание на Институт за национална историја, на која што работеа повеќе научници, некако 20 на доктори на науки, меѓу кои ми се чини 7 академици. Дел од доаѓањето на словените, мислам дека го има пишувано господин Степан Антоник. Вистинско мажиште, му честита на храброста, на одважноста да напише нешто во времето кога беше вистинска ерест. Што запиша тој на страна 59 од нашата историја на македонскиот народ? Вели, словените на историската сцена се појавија во 6 век. Внимавајте, се појавија. Тој не вели дојдоа од Карпатите, не дојдоа од зад Дунав. Не вели направија инвазија. На истата страница тој вели постоеле и порано, но под друго име. Венети. Значи, тој ги изедначува венетите и словените и нуди докази. Германскиот историчар Јордан или Јорданес, кој што децени уште во 6 век ги изедначува венетите, словените и сарматите, го спомнува и Тацит, Птоломеј и Плиние Постариот. Меѓутоа, ти се сите автори од новиот век. Ако тргнеме по трагите на венетите, што ќе забележиме? Не да треба да барате некој што ги спомнува во старата ера. Не можете да најдете автор кој што пишува за етногенезата на народите во древноста пред Христа, а да не ги спомнал венетите. Значи, тие се тука. Еве, ќе почнам од Хомера и неговата Илијада. Лудвиг фон Пасов, германски лингвист, уште пред 200 години запиша дека лексиката на зборовите во Илијадата има словенска основа. И затоа тој зборува за словенска Илијада. Затоа во Илијадата ќе го најдете хидронимот Сам, Род, Крит, Крв, Дел, Карпатос. Нека ми каже некој лингвист на чиј јазик му прибаѓаат овие хидроними. Ние во древноста ќе најдеме илјадници, топоними, хидроними, нисоними, теоними, лични имиња со словенска јазична основа. Па тоа е непобитно дека тие се тука. За жал, кај нас никој не ги обработува овие теми. Илијадата Елијан, древен автор, запишал дека е напишана на јазикот на бригите. Бригите знаеме дека се од родот на пелазгите. Цел Балкан е пелазгиски. Земете го Есхил на неговата трагедија при Бегарки, ќе видите дека цел Балкан се нарекува Пелазгија според кралот Пелас. Точно според древната традиција, кралствата и народите ги добили имањата според кралот. Што да земе за Херодот? Ги спомнува венетите и децидно наведува дека илирите, жители на нашиот Балкански полуостров и новија простори, се венети. Книга прва, глава, точка 196. Венети, словени. А илирите се родот на тројанците, тие се од родот на дарданците, тоа се исти народ. Земете Хомеровата Илијада, 20-то пеење, тој ја дава династијата тројанска, родот тројански, потекнува од дарданците. За времето на Дардан се дарданци го покриваат цел Балкански полуостров и дел од Малазија, за време на внук му Трој се тројанци, а за време на син му или внук му Ил се илири. Па тој е еден исти народ. Вака, ова сега што го говорите, веќе заблегуваме во едно друго прашање. Не во друго прашање, сакам ова да го завршам. Да се надоврзам на тврдењата на професорот Атанасовски за чертите и речките, кои што тој ги споменува, односно кој ги споменува Черноризец храбар, а ги се спомнува и во документарецот.
Диодор од Сицилија спомнува еден учител, Лин, иначе Лин е полуостров во близина на Радожда, на Охридското езеро, кој што бил учител на Орфеј и Тамир. Тој вели пишувал со првите врежани, внимавајте, со првите врежани знаци на пелазгите и јазикот пелазгиски. Наоѓате ли сличност помеѓу чертите и речките на Черноризец Карабар од документарецов и врежаните знаци што Диодор му ги припишувал на Лин, учителот на Орфеј и Тамир? Со истите букви вели пишувал и пронапит учителот на Хомер. Па еве од каде имаме словенска Илијада, пелазгиска Илијада, венецка Илијада. Да, меѓутоа во официјалната европска и светска историографија запишано е дека Илијадата и Одисејата се хеленско, односно античко наследство. Како овие закоравени вистини може да се променат и кој може тоа да го направи? Поради две работи. Првата и основната е заради тоа што заради нашите измеќари, кои што ги имаме вметнато во системот од 45-та навака, кои што работева за една друга кауза, не за... Овие што не дојдоа вечер овде? Не сакам да зборувам за нив сега, дали се тие... Има многу луѓе кои што се инволвирани во таа работа, јас имија не сакам да спомнувам, меѓутоа е факт дека од 45-та година нас ни беше тоа забранета тема. Вака, малку времето ни тече, затоа ќе одиме малку поконкретно. Професоре Тентов, вие со академик Бошевски го дешифриравте средниот ред од клесаниот текст на каменот од Розета. Објаснете им на гледачите за што станува збор. Кој е тој камен, колкав е, со кои димензии, од каков состав, каде е пронајден, што пишува на него и кој сега го поседува. Докаде дојдовте во тие патувања во длабокото минато и што можете да им кажете на гледачите како ваши најнови сознанија? Вака, прво да кажеме од каде потекнува. Потекнува од Египет, најден е во близина на местото Розета, односно Ел Рашид на арапски, од страна на француски војник при копање на некои ровови, фортификацијски објекти во 1799 година, во време траењето на француско-англиската војна, која што завршува со победа на англичаните 1802 година и по соодветната спогодба мировна, тој камен е однесен од страна на англичаните и ден денес се наоѓа во Британскиот музеј. Тој камен е многу значаен заради тоа што содржи 3 текста на 3 писма, напишани од озгора надолу, бидејќи стоел вертикално поставен. Најгорното писмо се хиероглифи, потоа доаѓа средниот текст, кој што во науката е познат како Демотско писмо, и последниот текст во науката е познат како текст напишан со унцијално писмо, не со древно грчко, него со унцијално, така се третира во науката. Ние предпоставивме, важечка теорија во науката е дека текстот напишан со хиероглифи и текстот напишан со Демотско писмо е на египетски јазик. Малку ни беше чудно тоа тврдење. Ние рековме дека тоа е најверојатно средниот текст. Ќе го анализираме како древно македонско, при тоа не предпоставувајќи никаква сличност со денешниот македонски јазик. Тоа е нормална предпоставка, толку години има поминато од тогаш, малку е за очекување дека таму воопшто ќе најдеме некои зборови кои што личат на денешните, камоли нешто друго. Направивме своја методологија, оригинална, предпоставивме, како што и во светот е предпоставка, дека тоа писмо е слогово писмо и при тоа слоговите се од типот согласка, самогласка. Она што беше наша предпоставка е дека и согласките и самогласките со еден знак се еднозначно представени. Еднозначно тоа значи дека еден знак може да представува една согласка и само една согласка и една самогласка. И со тоа мислам, не мислам, него сигурен сум дека сме понапред од состојбата во египтологијата, каде што имате дека еден знак може да означува десетина звуци и еден звук може да се представи со десетина различни хиероглифи. Тоа е состојбата моментално во таа наука, грубо кажано. Она што, да речеме, беше
најверојатно наша грешка, тоа е што по нашето озвучување добивме мнозина зборови, изрази, па и цели реченици кои што наликуваат за наше изненадување денешниот македонски јазик. Некои примери од тоа? Па еве да речеме деца, лето, везе, везен, навезен. Оно што беше проблематично за нас на почетокот, а што на крај излезе дека и тоа е позитивна страна, е дека текстот е доста долг, но заради должината на текстот таму имавме убава шанса да откриеме зборови во различни форми, како што и претходно нагласив. Множина, еднина, множина, женски, машки род и така натаму и така натаму. Сега веќе длабоко навлеговме во целата таа работа. Имавме потешкотија заради тоа што јазикот таму е доминантно слогов. И уште да биде проблемот потешок, секоја самогласка дури си има свое значење. Значи самогласката «ъ» означува нешто што денес го нарекуваме почва или земја, како материјал. Тие, да речеме, ги крателе зборовите или ние ги продолжуваме, како сакате да кажете. Значи, да речеме, слогот «б» означува бебе или чедо. Слогот «во» означува вода. И така натаму, и така натаму. Сега веќе сме во толку напредната фаза да секој слог наоѓаме не само значењето, него и местото и така натаму. Доста е тежок текстот за читање, но откриваме некои многу убави финеси, откривме дека во текстот има цел систем, најверојатно и пошироко, на означување на нации, како се нарекуваат. Тоа не личи на денешното нарекување. Да речеме, тие се нарекувале самите деца на големата мајка или се нарекувале деца на сонцето. Своите противници ги нарекувале деца на волкот. Легендата за Ромул и Рем и настанокот на Рим ја наоѓаме во Египет, ама 3000 години пред да настане Рим. И таму имало некој град, кој што е град на децата на волкот и така натаму, но некои 3500 години пред новата ера. Рекуте преска дека во рамките на истражувањето на тој текст сега сте негде на крајот на средното образование. На крајот на основното. На основното. Дојдете ли до некој компактен текст, до нешто што комплетно, сега наскоро ќе излезе комплетното читање наше на тој камен, не само на тој камен, него и на двата текста на каменот од Канопус, кој што е многу битен, вториот камен, заради тоа што представува астрономски декрет. Уште позначено е дека со тој декрет се пропишува секоја година да има 365 дена, а на секоја четврта година да се додаде еден ден. Датирањето на тој камен е некаде околу 240 година пред новата ера, на каменот од Канопус. Кога е утврден официјалниот календар за ова што се говори? Па едно 200 години подоцна. Тој е познат како Јулијански календар. Јулиј Цезар го донел. Но од тој период, веќе кај македонците, јасно стои колкава треба да биде годината. Благодарение на вториот текст успеавме да во голема мера го реставрираме и бројниот систем на древните македонци, сега и тоа го знаеме, и многу личи на поставките на денешниот. Знаеме зошто сега, да речеме, во италијанскиот и францускиот јазик 17, 18 и 19 ги изговараат како 10-7, 10-8 и 10-9. Знаеме зошто словенците и германците викаат наместо 25, 5-20 или 25. Се работи за насока на читање, затоа што 25 е така запишано, токму како 20 и 5. Како и да е, ние тоа ќе го дополнително образложиме понатаму. Има доста, ние прво мислевме дека некои стотина страни ќе ни бидат доволни за објаснување, сега излега многу повеќе, затоа што овој текст е многу богат. Наоѓаме како бил називот на првиот свештеник на древните македонци од Долна Македонија, како бил називот на првиот свештеник на древните македонци од Горна Македонија, и за наше чудо древниот свештеник од Горна Македонија се нарекувал Папа. Горен Папа. Горен или Господин. А од Долна Македонија бил господар на зората.
односно на изгре сонцето, и ни стануваат појасни некои работи што и ден денеска работат на Кокино. Ако до сега дојдовме до негде, можам да абсолвирам и утврдивме оние вистини што овдека ги ставивме на оваа маса и што се општо познати, официјалната историографија и политика не ги прифаќа. И ако е тоа така на почетокот на 21 век и сме негирани и како нација и како овие факти, постојат ли тие црни дупки или празни страници во македонската историја? Дардан? Според ова што сега го кажав, црните дупки се пополнети. Само на една страница од македонската историја, а понатаму молк. Тоа не се афирмира. Значи, она што го запишавме во нашата историја на македонскиот народ, историја за која што застана Институтот за национална историја и практично јас би рекол и Македонската академија на науките, бидејќи на неа работеа 7 академици, практично ние си ја кажавме својата историја. Денес треба да си ја само афирмираме. Да се афирмира во нашиот образовен систем, да излезе во јавноста, поотворено малку да зборуваме и пишуваме за таа работа. Да не се плашиме од никого. Ние не пишуваме и не грабаме туѓа историја. Ние имаме и за извоз. Немаме потреба од некого да земеме. Ние сме најстарата држава на Балканскиот полуостров и на европскиот континент. Постара од нас нема. Ние сме единствени што сме имале држава пред Христа и со исто име обстојуваме и денес. Ние сме единствен народ кој што е запишан во Библијата, а со исто име обстојува и денес. Ние само тоа треба да се афирмираме, без да се плашиме дека некого ќе повредиме. Нека ми простат нашите јужни соседи. Меѓутоа, тие како држава постојат од 1832 година. Да го довршам претходното прашање. Тие не може да зборуваат за грчка култура, хеленска култура пред 1832 година. Прв пат добиваат држава 1831 година. Има некои градови, држави, Атина, Спарта, Теба и уште некои, тие се најпознати. Не можеме ние македонците да ги третираме како тебанци, атињани или спартанци. Тоа никој жив не може. Зато им требаше едно ново име, ново компонирано. Нека си ја градат тие својата историја. Јас не велам дека немаат право да претендираат на некој историско наследство, на некое културно наследство. На нивната територија живеат луѓе кои што некогаш беа жители на древната македонска држава. Тоа е културно наследство на пелазгите. Пелазгите се центарот, се јадрото на тоа пелазгиско семејство, на таа пелазгиска цивилизација. Ако го земете Енгелс, тој ќе ви каже дека најголемите цивилизацијски придобивки хелените ги зеле од варварите. Кој живева во соседство на хелените? Само македонците, друг сосед немаат тие на Балканот. Сега кажувате еден парадокс, како може цивилизиран народ да земе цивилизацијски придобивки од варвари? За која цивилизација зборуваме? Ние зборуваме дека тие се што е културна придобивка на балканските простори, хелените го имаат земено од пелазгите. Пелазгите се староседелско население. Во својата историја грците кажуваат дека кога дошле на Балканот, дојдени се како данајци од Египет, сретнале население. Тоа е пелазгиското население. Нивното доаѓање е опишано во трагедијата при Вегархи од Есхил. Дојдени се во бела облека црн тен. За разлика од нив, беластите се белите луѓе. Само гледате диалектиката на бело, светло, сјајно. Само белото може да е свето, само светото може да се слави. Затоа дел од пелазгиските народи го прифатија името Словенија. Зашто им беше близко. Сите тие цивилизацијски продобивки, сакам да кажам, од писмото, од митологијата, од религијата, го земава од древните пелазги. Еве ја овдека имам еден артефакт. Ова е мозаикот од крстеницата на Плаушник. Која камера? Ни сака. Нека го фати. Што представувате? Ова се представени во централниот дел. Лавот, земното сонце кај древните македонци, еден од основните символи. На него се наоѓаат 2-3 јагули. Една поголема, темна, го представува Кадмо,
втората е неговата жена Хармонија и третата е нивната ќерка Земајла се гледа бремена со Дионис. Дионисот е внукот на Кадмо. Зошто го спомнувам Кадмо? Кадмо е крал на енхелејците, историско племе, не е митско племе. Кадмо кралувал со седиште во Охрид, крал на енхелејците, велам, историско племе. Тој е оној кој што според Херодот им го даде писмото на хелените. Зошто го спомнувате ова? Го спомнувам да кажам дека грците признаваат дека писмото го зеле од финикијците, од Кадмо финикијецот. Ама јас сакам да кажам дека Финикија не е само на бреговите на Мала Азија. Сите народи што живеат на бреговите на Мала Азија живеат на Балканскиот полуостров. Овде имаме Лика, тамо Ликија, овде Зета, тамо Зелија, овде имаме Карантанија, тамо Карија. Финикија овде, Финикија тамо, Дарданци овде, Дарданци тамо. Само илирите тамо ги нема. И Иловиот град не може да биде во Мала Азија. А Кадмо, оној што им го даде писмото на хелените, беше финикијецот со седиште во Охрид. Според евреите, тој излезе од Сиду граду, ги изгради тврдините на тебе им го даде писмото на хелените. Најдена е и монета како Кадмо им го предава писмото на хелените. Тоа е неспорен факт. Грците тоа не го спорат. Која цивилизација? Од нас се земаат цивилизација. Кои сакате митови да ги земеме? Сите митови се почнувајќи од најстариот мит за настанокот на човекот се пелазгички. Земете го Грейс, најголемиот познавач на древната митологија, што ќе ви каже? Сите најголеми митови се митови на пелазгите. Староселското население на Балканот. Ова што сега вие го зборувате се поклопува со истражувањата на Тентов и Бошевски околу писмото. Апсолутно. Атанасовски, вие како историчар, катедра по историја, што мислите за тие темни црни страници од македонската историја? Зошто постојат? Па, сега во секоја историја ќе има и темни, и црни и бели, како што има бела книга, црна книга и така натаму ќе постојат. Мислам дека секој период си носи своји позитивни и своји негативни влијанија и во секој период имаме и политизирање во историјата. И тоа политизирање, знаете, кога ќе ви се наметнува, можеби колегите пред нас сакале да напишат нешто што мислеле, ама едноставно тоа не им било возможен, или биле ограничени со средства, или биле ограничени со некои програми и така натаму. За жал и денеска така се прави. Ние имаме, уствари ние немаме, грците имаат проблем со нашето име, ние немаме проблем со нашето име. Од 1991 година до сега никој од нашите, нити премиер, нити председател, не испрати допис до историчарите, археолозите, етнолозите и така натаму да седнеме и да образложиме дали имаме право да се викаме македонци или не, него секој си прави своја политика, односно секој сака да ќари условно на тоа прашање. Извинете, за ова прашање имам подолу точно околу тој национален консензус. Од аспект на историографијата, зошто постојат тие црни страници? Постојат токму од тоа, ако сакате вие да напишете нешто, за да го објавите, вас ви треба средства. Ако вие не сте блиски до владеачките кругови, ви никој средства не ви дава. И тоа ќе остане необјавено. Штом не е објавено, вистината не кажана, е лага. А лагата и 10 пати кажана ќе стане вистина. Ако земете, вие не одете далеку, отидете во соседството во Бугарија, во секое министерство во Бугарија. Тие имат вработено минимум по тројци историчари. Сега ќе рече што бара историчар во Министерство за надворешни работи. Тие се задолжени посебно за одредени области. Ако е ова Министерство за надворешни работи треба да соработуваат со Германија, они имаат историчар што е специјалист за историјата на Германија. Па тој им кажува што и како кои придобивки ќе ги добијат. Кај нас такво нешто немаме. Кај нас се води една друга политика. Битно е да си партиски близок до овие, ќе напредуваш, ќе одиш напред, па макар и ништо да не вредиш. А колку и да вредиш, ако не си близок до некоја од партиите да те форсират, ќе си останеш анонимус или, не дај Боже да си чисто македонче, ќе страдаш и од едните и од другите. Тука ти нема спас. Сојузниците, околе, да се разбереме, кај нас се уште важи она, па да не се замерам со србите затоа што јас студирав во Белград, да речем, или сум магистрирал или докторирал во Белград, па одам на истражување во Бугарија да не се замерам со бугарите, одам стално во Грција да не се замерам со грците и да не се замерам со овој, да не се замерам со оној, ќе премолчим ја вистина. Зборуваме за комплекс на пониска вредност? Па не би рекол ја пониска вредност, него комплекс чувај Боже од Бетер.
Ајде да не се скараме, да не се скараме инфериорно. Сега зошто да си расипам односите со србите, ќе си премолчувам, нека зборат така. Бугарите зборат така, ајде бе, ќе си премолчам. Ги прават Кирил и Методи бугари, кога се роди Кирил и Методи, бугарите беа зад Стара планина. Не беа во Солонот. Какви бугари станува збор? Ама никој неќе тоа да го каже. Добро, Ти дури 809 освоија Сердик, 809 година дојдат до Сердика, пазете, јужно од Сердика не беа. Па да, Сердика е Софија. Како Солун бил бугарски 812 или 825 година? Од тие на Солун се доближа дури 904 година. Добро, ако досега ја дефиниравме состојбата ваква каква што е, тогаш ова прашање за сите вас. Дали треба да се направи ревизија на историјата, дали е тоа можно и кој треба да ја направи? Ревизија. Па не знам дали треба ревизија да се направи, но треба да се овозможат средства, да се обединат силите што Македонија ги има, зборувам и за археолози, етнолози, лингвисти и историчари, да се довршат започнатите археолошки истражувања и да не се срами да се објави дека тој артефакт е македонски. Ние имаме, јас сум забележал на многу места, неќем да ги именувам колегите археолози, а ова е хеленистички. Зошто хеленистички кога гледаш дека е македонски? Зошто си го крстил хеленистички? Со тоа кажеш дека нешто повише значи? А тоа е најден во Македонија. И тие артефакти да останат тука. Погледнете ги, со наши артефакти се китат музеите по Англија, по Германија, по Шведска, по Швајцарија, монети најдени од тука, цели депоа се однесени таму и ред други оружја, да не зборуваме, лакови стрели најдени, копја и едно друго. Гледа Апла дека тоа се сариси, долгото копје сариси, а тоа се римски копија. Зошто се плашиш да кажеш дека е македонско копје, туку е римско? Па римјаните не го измислија, ти кога дојде нови простори затекува цивилизација овде. Тие презедоа и државоправните традиции на таа македонска цивилизација дури се представува како нивни продолжувачи за да го држат народот во подчинетост. Дури се обврзаа дека ето ќе го слават роден денот на Александар, дека ето ќе прават игри на денот на смртта и ќе носат неговата популарна капа на тие процеси и така натаму и ќе водат војни против Персија за да го придобијат овој. И обичното население нема друг избор. Вика, па види, тие се слични на овие нашите што беа, ајде ќе одиме со нив. Важно е да се војува против непријателот. Така ги придобија на тој начин. И нормално дека прифати дел од нивната култура, иако им го забранија јазикот и комуникацијата меѓу себе, уште која поделија Македонија на 4 мириди. И од таму фактички трае таа фобија од македонскиот јазик и од македонската држава, да не се обедини, да не стане фактор во Европа. И од тоа се плашат, од сенката на древна Македонија, а не од нас. Грците имаат право да се плашат, бидејќи они 1912 година го добија егејскиот дел, до тогаш тој дел не беше грчки, тој си беше Македонија, Македонија си беше целокупна. И од тоа сега се плашат да не им го земе некој тоа, па се вика да, тоа е грчко. Сега е грчко, ама до 1912 не било грчко. Да се разбере. Дали може да абсолвираме околу прашањето за празните страници, дека сами ги пишуваме да бидат, ги оставаме да бидат празни? Па ги оставаме токму поради тоа те што немаме едно тело кое што ќе ги обедини сите тие структури во едно и ќе седне да се направи една асална историја, онака каква што треба да биде. Значи потврдена со археолошките податоци, потврдена со лингвистичките истражувања, потврдена со историските истражувања. И да земеме оние изворите да ги преведеме ние, не да ги користиме преводите на русите што ги направили или србите или не знам кој. Дај да го земеме Прокопиј, ние да си го преведеме. Дај да земеме Исидор Сивилски, ние да го преведеме. Јован Ефиски, ние да го преведеме. Да видиме тамо како стои, а не како други ни го превели, како други ни го објаснуваат. Тоа е она најлошото што го правиме. На брзина да напишеме, ќе ти даде рок, слушај, еве имаш 3 месеци да ми направиш учебник, за 3 месеци што ќе направиш? Немаш време да појдеш во една библиотека, треба времето да го изгубиш над компјутер пишувајќи само тоа. Да се остави еден простор поголем, да се направи тоа кохезионо тело каде што ќе се соберат сите тие структури, тие струченци кои што се разбираат во својата работа и заеднички да ја компонираат таа историја. Верували ли ние бевме на разговор некаде 98-ма, тука 2000-тата со бугарите да правиме заедничка историја.
И дојдовме до некои наши сугестии и застанавме до Самуил. До тука некаде најдовме разбирање што и како ќе го пишуваме. Дојдовме до тука и се прекина таа комуникација од политички причини, едноставно се прекина. Има периоди каде што имаме заеднички дел од историјата, има периоди каде што нема. Но факт е дека сите робуваат на она да се може и со ѓаволот да се сојузи, само да се негира постојањето на македонецот. Сите антички народи се признаени, и илирите, и тракејците, и хелените. Македонците не ги признаваат, не ги тргат од учебниците. Погледнете ги во учебниците, антички македонци никој не споменува. Тракејци, илири, хелени. Македонците сега и нема. Употребивте една реченица која гласи, ќе се обидам да ја цитирам, стравот од воскреснување на древна Македонија. Професоре Тентов, што мислите вие за тоа? Постои ли можност таа древна Македонија да воскресне? Сум слушал некои ваши предавања на оваа тема, затоа ве прашувам. Ситуацијата каква што е сега, многу тешко. Но некој најверојатно се плаши од целата таа работа, не знам зашто. И најверојатно да не кажам нешто по Малку во мистиката да навлеземе. Ако некој се плаши од нешто да воскресне, а го гледа мало, ситно, неспособно, неорганизирано, зошто се плаши тогаш? Вака, ако смем само да додадам, пошто ова веќе е шпекулација, во нешто што се вика предвидувањата, некои, баш кои што се доста актуелни, се зборува дека после големиот земјотрес, кој што испадна дека е во Турција 1999 година, 2012 година ќе воскресне едно древно царство во символот на лавот, кое што не се наоѓа, кое што не граничи со местото каде што е земјотресот. Сите се историја од прогнози каде ќе биде земјотресот. Земјотресот беше во Истанбул 1999 година. 13 години после тоа се 2012. Па да видиме што ќе се случи. Сега сме во 2012 година. Утрово имаше еден земјотрес. Земјотресите си се природна појава, мислам дека не се поврзани со целата таа работа. Таму беше дека ќе воскресне едно древно царство во символот на лавот. Чекајте малку. Земјотресите се процес на уништување, а овде зборуваме за воскреснување. Како е тоа можно? Не, вака. Само датирањето беше врзано со земјотрес. Датумот беше точно погоден, 17 август 1999 година. Тоа беше големиот земјотрес во Турција. 13 години после тоа треба да се возобнови нешто што било древно царство во символот на лавот. Бугарија има лав, граничи со Турција, ама овде се зборува за лав кој што постоел претходно и кој што не граничи сега со Турција. Мислите ќе дојде нешто од Не знам, тоа се предвидувањата. Вселената ќе дојде нешто од подземјето? Тука има и некои други верувања. Некои коцки се сложува. Ќе пропадне Грција. Гледате, банкротира, германците ќе постават управа, исто како во 19 век ќе назначат германец владетел на Грција. Од германец ја напише историјата да се разбере. Па да. Германците. Германците. Да. Дека не се плашат тие од Македонија. Македонија не е моќна некому да загрози воено, тоа сигурно не е. Меѓутоа, крадецот секогаш се плаши да ги сокрие, да не излезе виделината на вистина. Сака да ги сокрие трагите на злосторот. И тоа денес овде нас ни се случува. Меѓутоа, јас би бил космополит и би рекол нешто друго. Во ова зовриено буре барут, во кое што секој со секого е закрвен, само минатото може да не спои. А тоа е заедничкото пелазгичко, венецко минато. Погледнете ги луѓето, антрополошкиот изглед на луѓето во Грција, во Бугарија, во Албанија. Најголемиот дел антрополошки се исти со нас.
Тоа се потомци на древните пелазги, на древните венети. Ние треба сите да си ги признаеме овие граници како вечни и непроменливи, а со влезот во Европската Унија ние само ќе го зајакнеме тоа единство на Балканот, тие граници како вечни велам и непроменливи, а културно да се поврземе. Во таа работа треба да помогне пред се Европа и нашите пријатели од Америка. Еве им сега шанса на самитот во Чикаго и европјаниве на наредниот самит на Европската Унија конечно да донесат одлука и да не примат. Европа без Македонија е грда. Не треба да заборавиме дека за време на внукот на Македон, Македонија се нарекувала Европија. Децидна потврда имаме кај Јустин. Во Филиповата историја. Ова што сега децидно запишал дека едно време Македонија се нарекувала Европија. Значи европјаните го носат нашето име. Грда е Европа без Македонија. Со акламација треба да примат, да искористат одлукава од Хаг, која е обврзувачка не само за двете страни во спорот, него и за сите учесници во меѓународниот правен промет. И за членките на НАТО, и за членките на Европската Унија. Да изгласаат одлука за прием. Па да видиме дали Грција, како цивилизирана земја што зема обврски со времената спогодба, дали ќе стави вето или не. Ако европјаните не донесат таква одлука, и членките на НАТО не донесат таква одлука, тогаш Македонија треба да си бара нови сојузници. Каде може да ги бара? Јас не е моје да кажувам каде, меѓутоа светот е голем, постојат и други асоциации, постојат и каде што ние можеме да си ги бараме своите економски интереси пред се. За воени сојузи не зборувам. Вака, сега едно моје гледање на тие евроинтеграции. Европа од себе го изнедри фашизмот. Европа од себе го изнедри комунизмот. Европа вели дека е еден хотел во кој што има апартмани, има двокреветни соби и има соби во подруми на поткрове, мансарди. Со други зборови, сите кажуваат дека мансардите и подрумот се знае за кого се, а апартманите и главните ресторани за кого се. Дали ние во таа интеграција може да бидеме рамноправни ако внатре овдека не сме единствени? Старите латини рекле nomen est omen. Името е предзнак. Значи, ако ви е резервирано местото подрум, онда мора да бидете склавин, што значи роб. Дали ме разбирате? Ако сакате езотерично толкување, значи јас мора вас да ви именувам како волгарен, што значи простак, или серв, што значи слуга, или склавин, што значи роб, за да ве сместам у мансарда или да ве сместам и таков третман ки имате. Значи тоа е тој понижувачки пиар што го има Европа не према македонците, само према целиот словенски род. И тоа е за жал таков е имиджот нивни. Денеска под словен се подразбира човек кој е пред се алкохоличар, кој има некаква мазохистичка тажна душа, кој има убави но промискуитетни жени, и така натаму, кој живе во општество кое е у распад, кој е тотално неорганизиран. Значи, местото у Европа, у тој пиар, значи, прво, стратегиите маркетиншки се такви. Прво ќе се створи слика за одредена нација, и после таа нација се распоредува таму кај што е место. А место тоа кажавте сами, значи има апартмани, тоа не е за словените, тоа е за, не знам, германци, французи, тачно. Значи, они имаат улога на плебејци, плебс. Жешка, затоа е стравото од името Македонија. Пошто името Македонија... Значи нешто, не може да сте во подумот или горе, тачно, мора да сте ако во си центар. Македон, онда не си плебеец, онда си патрици. Тоа е ова предскажување за кое збори. Значи, ако дојде до промена на свеста кај словените, онда овие имаат проблем со ежот. А има и нешто друго. Тоа е, пред неколку години бев во Шпанија и разговарав со еден колега баш во Барселона, и неговите предвидувања се, политиколог е човекот,
Неговите предвидувања се дека Европската унија е привремена асоциација, а сега моментално вика тоа е асоциација на држави, ама со тек на времето вика таа ќе се трансформира во асоциација на региони. И он смета дека тога и каталонците ќе си го добијат и својот јазик и својот данок, значи таа област Каталонија ќе си плаќаат даноците едно друго. И мислам дека тука лежи и опасноста ако не примат под тоа име Македонија, ако ние станеме регион каде што он зборува дека во тој регион ако има исти културни традиции, јазик и едно друго, и дека од тој регион фактички утре ако се распадне Европската унија ќе треба да се формира фактички нова држава. Сега, ако ние во таа Европска унија влеземе како Македонија, ако дојде до распад, можеме утре да ги повлечеме и Пиринскиот и Егејскиот дел со нас. Мислам дека тука е најголемиот страв на Европа. Тие се свесни дека таа унија, како и сите други империи во историјата што пропаднале, римската пропадна, македонската, се си има век на трајање. Советски сојуз пропадна, само Германија се обедини, сите други се распаѓаат. Ама затоа што е една нација, не е збирштина од нации. Овде е збирштинат. И не можеш ти да сложиш рогови во вреќа сите европски народи да ги држиш во една унија, ќе дојде еден ден па ќе ти скисне да му даваш помош ден на овој ден, оној ќе рече слушај, ајде ќе се разделиме пак по региони да не врзува економски, финансиски, можеби безбедносно, другото терајте си го по ваши. У тој случај може да рече тоа, слушајте, па доста бевме ние разделени, тоа јадро било едно, ајде да се обединим. А само тука имаме и друг проблем, што е поврзан со самите македонци во Егејска Македонија. Тоа никој не го истакнува денеска, бидејќи после граѓанската војна во Грција, голем дел од македонците се раселија по европските држави. Малку останаа во Грција, но тие што останаа фактички го наследија имотот на тие избеганите. И што сега ако се дозволи враќање на овие, треба, сега вие сте направили една плантажа таму кај една економија, треба да ја делите со некои ваши братучиди. И мислам дека отпор и тие даваат на тоа и тие поддржуваат онаа грчка политика, па не прават дека ние сме нешто друго, не сме тоа што се оние, а сме истите фактички. Проработува егото, а? Егото и финансискиот онај момент. Не ми брцај во джепот, може да правиш што сакаш, ама не ми ја ставя раката во джеп. Македонскиот синдром. Синдромот на самоуништување. Полека да привршуваме со уште две прашања. Антиквизацијата како процес, кој се употребува и во политиката и служи како оружје за пресметување помеѓу двете политички опции, ВМРО и СДСМ. Може ја, пошто учествувам антиквизација како дел од проектот Скопје од 2014. Ја прво не би го нарекол тоа антиквизација. Има еден збор кој се употребува на маса, јавно се уште не се употребува, се вика декомунаризација. Значи, кога 45-та дојдоа комунистите на власт, они го искористија земјотресот у Скопје и практично сите обележија на граѓанската култура ги срушија, почнувајќи од офицерскиот дом, па банката, па не знам кој све, значи сите тие стилови кои се европски класични стилови, они решија да ги отстранат, па после Тито се искара со Сталин, па го прифатија тој комунистички блок систем градење на коцки, па се искара Тито со Сталин и онда решија да прават креативен социализам, што е отприлика дуплирање на грешката, нели као Франкенштајн прави едно чудовиште, па после му прави невеста на чудовиштето, дуплирање на ова, и они избрава креативен архитектонски стил, односно Бразилија им стана репер, нели, на познатиот архитект Оскар Нимар, кој патем речено беше комуниста и лидер на бразилската комунистичка партија 60-70-ти, он тоа беше јако движење тогаш. И се направи една архитектура беше тотално дехуманизирана, натурбетон и од естетски стакло, железо и бетон. Стакло, железо и бетон, воглавно бетон. Најлесно им беше бетон, имава цементарница, имаше тони цимент што мора да се употребат, они направија. Да, има и железара, значи им изградива модерен театар, наводници модерен, кој повеќе личи на бункер за нуклеарни
складиште и такви работи и створија критериум дека тоа е врв на уметноста. Еден колега архитекта, мислам не колега, него пријател, пошто јас сум сликар, беше до тој степен дрзок да не го именувам по име, да ми каже дека нашиот театар бил еден од 10 најубави у свет. Мислам, ве молам, сте биле сите у странство, знаете што е убав театар и мислам ова не спаѓа у таа категорија. Меѓутоа се створи една класа на луѓе, професори, академци кои крвнички го бранат тој стил и секој кој другчие размислува му се закануваат дека ќе му одземат лиценцата, дека ќе, не знам, 350 закани. Па професорот Грчев, нели, сите што алтернативно размислуваат, нели, за бугарската телевизија ги нарече глупаци или не знам што. Значи имаме еден... Извините, може сега да го пуштиме Грчев? Слободно пуштите го, баш пошто не се однесува само на антиквизацијата, тоа генерално се однесува на сите кои размислуваат на етногенезата за македонците. Значи човекот си допушти сите овие академици кои сега ги споменуваме од Ломоносов до не знам кој се појави во документарецот, се за тоа глупаци, нели? Значи како да кажам, таа догма која германците од 19 век ја имаат пласирана овдека и полека со развој на општеството имаат створено систем на чувари на таа догма. Значи, еден од нив е и Мирослав Грчев. Да го видиме прилогот за Грчев. Само дилетант, само будала може да зборува за македонска култура, македонска историја во предисториско време, во неолит или во палеолит. Тоа во нормални земји би требало да служи како дел од пародии или комедии. Кај нас тие луѓе им даваат микрофони и говорници сериозно да зборат и да го срамат овој народ. Да продолжиме со антиквизацијава. Имено имаме во нашава телевизиска документација еден документ кој вели дека во 2004 година Советот на град Скопје донел одлука за изградба на споменици на Александар Македонски, Јане Сандански, Никола Карев, Гоце Делчев. Па режија, пуштете го тоа да го видиме. Текстот, документот се вика "Ако баба лаже, рок не лаже". Ако баба лаже, рок не. Совет на град Скопје, 2004 година, број 12. Датум на издавање 14.12.2004. Врз основа на член 61 став 1 точка 5 од статутот на град Скопје, Советот на град Скопје на 47-та седница одржана на 30 ноември 2004 година донесе програма за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен обележје. Поаѓајќи од историската позиција и карактерот на градот Скопје како град со богато историско минато и едно од најстарите цивилизацијски жаришта, а сега главен град на Република Македонија во кој се концентрирани најголемиот дел од материјалните, духовните, популационите и стопанските, како и креативните и творечки потенцијали на Републиката, се предлага програма со која се утврдува потребата и обврската на градот Скопје за одбележување со спомен обележје на истакнати личности од историјата и културата. Во знак на почит и грижа на граѓаните на градот Скопје за зачувување на споменот на нивниот лик и дело, како и со цел да се збогатат јавните градски површини со уметнички и архитектонски дела и творби што со своите содржини и ознаки ќе изразат ваквата почит и грижа, се одбележуваат Александар Македонски, Јустинијан, Цар Самуил, Скиндербек, Карпош, генерал Михајло Апостоловски, Кузман Јосифовски Пито, архиепископ Охридски Македонски Доситеј и Лазаров Танев. Податоци за личностите и нивното значење, место каде ќе се подигне спомен обележје, основните елементи за текстот што се истакнува на обележјето и рокот за подигање се утврдуваат со одлука на Советот на град Скопје за секое спомен обележје одделно. Финансирањето на содржините на оваа програма ќе се остварува од средства од буџетот на град Скопје, донации, буџетот на Република Македонија, други извори согласно закон.
За подигањето, чувањето, одржувањето, заштитата и користењето на секое спомено обележје содржано во програмата, Советот на град Скопје ќе донесе одлука. За секое спомено обележје содржано во програмата, односно за спроведување на постапката за неговото подигање, Советот на градот Скопје именува одбор за подигање на спомено обележјето. Суставот и делокругот на одборот се определува во актот за неговото именување. Оваа програма е отворена и за други содржини, односно може да се дополнува и со други значајни личности. Иницијатива за дополнување на програмата може да дадат до Советот на градот Скопје правни и физички лица. Број 093293/7, 30 ноември 2004 година, Скопје. Совет на град Скопје, председавач Страшо Нилковски. Советот на град Скопје на седницата одржана на 30 ноември 2004 година донесе програма за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомено обележје. Во тоа време Советот на градот Скопје го раководеше СДСМ, председавач на Советот беше советникот на СДСМ Страшо Нилковски. Во тој мандат од вкупно 39 советници, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има 16 советници, Либерално-демократската партија има 6 советници, а ВМРО ДПМН има 4 советници. Дали некој го знае точниот одговор на ова прашање? Кој го започна Скопје 2014 уште во 2004 година? Ако одговорот е СДСМ, тогаш зошто кога сака Бранко да гради споменик на Александар Македонски и Скендербек е во ред, а кога ВМРО ДПМН е гради, тогаш е најголем проблем во државата? Ако сега Бранко од СДСМ го обвинува Груевски за антиквизација, тогаш како би можел да одговори на неговата одлука од 2004, бидејќи во тоа време Советот на град Скопје беше во рацете на СДСМ? Што мислите? Имате на YouTube од А1 телевизија судир помеѓу господин Грчев и неговите колеги, се не ми текне тачно кој бева, кој му го извадива проектот кој он лично го правел за реставрација на офицерскиот дом во општина Центар. И он негираше дека тоа не бил негов проект, но не бил сериозен, дека тоа било некаков негова фантазмагорија. Значи тие луѓе си се као палачинки, како ќе се сврти ситуацијата, такви опции бранат. Значи веројатно имале некоја идеја, па се откажале од таа идеја или едноставно да им контрираат на ВМРО. Добро, ова како илустрација за нашите состојби вкупни. Може ли со неколку зборови секој од вас да каже што мислите за македонските актуелни политичари во однос на овие процеси што се критични? За политичари, јас не се бавам со политика и нити ќе се бавам до крајот на мојот живот, меѓутоа за антиквизацијава нешто сакам да кажам. Тоа не е историско, тоа е според мене политичко прашање. Прашање околу кое се вртат одредени политички ставови и се користи за меѓусебна пресметка. Иначе терминот антиквизација не е наш, тој е грчки, грците го измислија, представувајќи не како дојденци, натрапници, освојувачи на овие простори. Ние сме словени, дојденци од калта на задкарпатските морчуришта, кои што себе си сакаме да се представиме како антички народ. А тие велат немаме ништо заедничко со нашите древни предци, древните македонци. Со тоа сака да направат една разлика меѓу македонците овде во Македонија, кои што го примија македонското име, а се всушност славјани, се направи разлика од македонците во Грција. Значи, има и некои други македонци. Тоа е нивниот став, нивната теза, која за жал го прифети некои наши овде, јас би ги наречам измеќари, бидејќи не можеме ние да се двоиме од јадрото. Ние сме си само македонци, каде и да сме. Ние сме македонци. И да сме дошле, јас изнесов докази дека секогаш народите живееле и овде и зад Карпатите. Тој ист пелазгиски, венецки народ во 6 век применуван во словенски. Меѓутоа, денеска имаме друга ситуација. И да сме дојдени, велам, и да сме дојдени во 7 век, и да имало доаѓање. Ние сме наишли на некого овдека. Сме се измешале со некој. Кај отидоа древните македонци? По пат на сукцесија, како што грците се измеша, односно данајците се измеша со пелазгите, го земаат тоа културно наследство, како што бугарите се измеша со словените, како што илирите се измеша со, односно албанците се измеша со пелазгите, така и ние. Ако и да сме дошле, сме се измешале.
по пат на сукцесија сме наследници на таа историја. Затоа велам, за нас е поимот само македонци прифатлив и никаков друг. Иначе, како може да биде да се зборува за антиквизација во Македонија, кога ние сме држава под име Македонија и пред Христа? Може да се антиквизираат новокомпонирани народи и држави. Не може најстариот народ да се антиквизира, тој постоел тука. Како ќе го антиквизираш? Некој што е тука, што е антички, древен. Може оние што дојде во 7, во 9 век, или оние во 19 и 20 век што се појави на историска сцена. Тие може да се антиквизират, ние не можеме и да сакаме. Вака, јас би сега предложил да ја завршиме емисијава со две прашања кои не враќаат во нашето совремие. Во Европскиот парламент беше изгласана резолуцијата на пратеникот Ричард Ковид за Македонија и таму беше од некој бугарски европратеник Кирилов поднесен амандман за заедничко читање на историјата со нашите соседи. Што мислите вие за овој предлог? Атанасовски? Видете, јас не бегам од заедничко читање на историјата. Бидејќи спомнавте нешто дека сте имале таков процес. Земете го примерот со Франција и Германија, да речеме или Украина и Русија. Французите и германците долго време водеа војни меѓу себе, сега во Европската унија таа историја изучуваат заеднички. Ние не можеме да го промениме минатото. Минатото било такво какво што е. Ние можеме да градиме иднината да биде подобна. Русите и украинците, имаме историјата на Киевска Русија. Таа историја учат и украинците како национални и русите ја учат како национални и они затоа не се тепаат, не се караат. Идејата наша беше некаде тука меѓу 1998 и 2000 година, ние подпишавме една соработка со Софискиот универзитет тогаш, ама некако таа соработка не се реализира толку многу. Мислевме да направиме ето една општа балканска историја, заедничка, не само наша, да се каже што и како е. Факт е дека Македонија еден период била во составот на таа бугарска држава. Ама ќе се каже од кој век до кој или од која година до која. И тоа е факт. Но да не се извртуваат фактите, да не се бара бугарско и во се што е словенско. Јас го тоа поставив прашање во Бугарија. Кажете ми, што подразбирате вие под старобулгарски јазик и старобулгарска книжнина? Има ли некој што го познава старобугарскиот јазик? Имате ли нешто археолошко тоа? Рекол дека во Плиска се најдени некои така знаци што смета дека со тоа прабугарско писмо, старобугарското писмо. За нив старобугарско писмо е старословенското, па не може да ставаш знак еднакво меѓу старобугарското и старословенското. Старословенското писмо си и старословенско писмо, старобугарското си е друго. Таа култура е друга, ова е друга. И зошто во нивната етнографија таму прифаќа дека примиле нешто од словените и од бугарите, тракиците доскоро ги запоставува. Едноставно ги избриша од нивната од учеството на тракиците во создавањето на современата бугарска нација. А генетски се покажа, се дека се поблиски, многу се поблиски до тракиците, но до тие прабугарите, бидејќи тие прабугари колку и да дошле, нека дошле 200.000, повеќе од 200.000 не дошле, а се распространиле од онаму од устието на Дунав до Јадранско море, па поеден да оставиле во секој регион ќе ги снема. Едноставно се претопи. Ова прашање беше изфрлено од Европскиот парламент во јавноста. Кај нас се појавија некои текстови дека најчувствителен период е 41-44. Имено, бугарите велат дека биле дочекани овде како ослободители од српската чизма. Меѓутоа, имаше и текстови кои кажа, а дали знаете како бевте истерани од овде? Не, бугарите сакаат да го маскираат нивното учество во Холокаустот на евреите. Ако се сеќавате, они реагирава на Дарко Митревски филмот што го снима сега, трето полувреме, токму таа тема ја третира. Че они успеава у историјава некако да го замаскираат тоа нивно учество. И дека биле на страната на фашистите. Баш сега на телевизија Каракачанов вика, ние не сме фашисти, зашто македонците не представуваат фашисти. А факт е дека 41 година до 44 тие беа на страна на фашистичка Германија. Тие им дозволија на Германија да помине низ бугарска територија, да нападне тогаш на Југославија и Грција. Од таму влегоа бугарите во Македонија.
Мораше да дојде од еврејската заедница директно да им каже дека се сега ние за вика ние не сме биле окупатори, дават некои нели податоци колку инвестирале во образование, колку инвестирале во рудници и така натаму. Ама зошто инвестирав? Затоа што тука ја влечевте рудата на кај вас. Во образованието инвестиравте затоа што тука ја ширите вашата пропаганда, поставувате ги носе луѓе по потекло од Македонија, да речеме еден Снегаров и ред други ги носеат да држат говори по Прилеп, по Охрид, да ги убедуваат дека се бугари, дека овие дошле да ги ослободат, а не да ги поробат. Јас би прашал, ако не ти го признава јазикот, не ти го признава идентитетот. Ти го признава народот. Како ќе пишеме заедничка историја? Тие не сакат да слушаат за македонски јазик и за македонски народ. Тоа во политиката е така. Тоа се западни бугарски територии, јазикот е западно-бугарски дијалект. Како ќе пишуваме историја? На која основа ќе појдеме? Добро, Тоа се абсурди. За таа работа, за да се изградат соработки и заедничко пишување на историјата со соседите, прво треба секој секунд да се признаеме, да си погледнеме во очи. Добро, имаше предлог мислам ако дека бугарите за таа работа се крие нешто друго и затоа мислам дека во време не е. Ако бугарите не се они цивилизацијски спремни за таков диалог. Германците и французите се спремни и можат да го остварат тоа, меѓутоа бугарите се прво примени во Европска унија по политички декрет. Они воопшто не се спремни за Европската унија и они и румунците. Мислам, они се земени заради проширување на НАТО у однос на... Може би политичарите не се спремни, ама морам да бидам искрен дека дел од историчарите навистина ги гледат и реално работите. Да не ги ставаме сите во еден кош. Јас од 94 година одам на симпозиуми по Бугарија, мои трудови се објавени и на македонски јазик во бугарски списанија, а некои се преведени на бугарски јазик. Јас ги имам во библиографијата и точно е кажано кои се преведени на бугарски, кои некои ги печате во Велико Трново и печате на македонски јазик. Труд. Верувајте, кога беше најголемиот проблем со македонскиот јазик, мене ми објавија труд таму. Во Пловдив исто така, 99 година Пловдив беше престолнина на европската култура. Јас бев единствениот историчар од Македонија што настапив на пленарна седница и водев седница она за етнокултурен диалог и мирот во Европа, религиозен, политички. Ако може да приврши, бидејќи одржави кажува дека времето истече. Луѓе кои што мислат и поинаку. Јас солидно се разбирам со мои колеги историчари, соработуваме, разменуваме литература и ние сме на тоа, ама на некој начин сме притиснати од некои други кругови да не смееме тоа да го направиме или да не го направиме. Однос на тие меѓудржавни работи, многу битно е тие официјалните кругови да покажат разбирање, да. Да привршиме со една реченица. Една реченица и да завршиме. Сакам да кажам дека достоинството мораме да си го сочуваме. Испод достоинството на еден народ, на една држава, да со некому да разговара, да гради, да пишува заедничка историја, ако тој не те признае. Ние мора да бидеме рамноправни. Ако не сме рамноправни, нема разговори. Дозволете ми сега последното прашање и да ја завршиме емисијава со следново. Како држава сме таму каде што сме. Затоа што ќе се согласите сме слаби и неединствени. Сите 4 соседи на Македонија имаат одредена стратегија, имаат единствен став по нивните национални прашања, само ние македонците едни удираат во клин, други удираат во плоча. Сите имаат црвени линии, а ние немаме. Затоа, прашање до сите четворица. Дали е воопшто можно Македонија да изгради сопствена црвена линија? Македонија има своја црвена линија, тоа е владава јасно ја стави, значи нема промена на името без референдум, кој во секој случај ќе биде негативен, мислам нема да има таква нешто. Мислам ќе има референдум, али секако ќе биде отфрлен. Нашиот проблем е таа инсталација што си имаме наследена од бившиот режим, која денеска се нарекува опозиција, нели, односно Социјалдемократски сојуз, кој е директен наследник на партијата која 50 години владееше во Македонија. И според мене тоа не е политичка партија, туку сервис за услуги на странските служби кои овде притискаат и мислам тоа е моје лично мислење. Нашиот проблем е токму таа групација. Таа групација не гледам потенцијал кај неја за да се реформира. Напротив, гледам фотографии на луѓе кои го ја љубат раката на нивниот лидер. Цибиловски, да ме подсетам. Нивниот лидер, кому сега му бакнуваат рака, кога беше председател на државата, даде во јавност една изјава која гласи, ќе цитирам, да го видам тој маж што во Македонија ќе се согласи да се промени името.
Нека се погледне себе го гледал. Тоа може. Тентов? Што мислите за ова прашање за црвените линии? Црвените линии. Па не знам да ви кажем. Ние мора да изградиме некаков консензус. Мислам дека тука не доаѓа во предвид промена на името, но повеќе од тој консензус мене ме загрижува тоа што ние не инвестираме во нешто што се вика самостојна наука. Мене тоа многу озбилно ме загрижува. Нас нема да ни падне тоа од небо. Ние мора да работиме. Значи, никој нема да ни го даде тоа на тацна. Кога вие зборувавте пред малку за, да речеме, политиката сега меѓу Германија и Франција, само да ви кажем дека тоа е продолжение и остварување на заклучоците на еден состанок кој што се одржува пролета 45-та година во Шварцвалд, каде што германските интелектуални кругови се собираат и прават стратегија што после војната. Токму оваа стратегија сега. Дека Франција им е најблизок сојузник, дека повеќе не смее да војуваат со нив, дека ништо не треба да ги запре и дека треба тоа да го развиваат како пријателство кое што сега се остварува. Значи, треба да на краишта кај нас да дојде она што се вика наука на чело, да направи една стратегија, да тоа не биде наука по избор. Значи, овие се подобни, овие не се подобни. Сите луѓе ни требаат, без разлика на нивните мислења и така натаму, политички ориентации и било што. Тука не сме да има некакво размислување за двоење на луѓето и треба конечно да се слушне гласот на науката, бидејќи ние сме една од ретките земји кај што тоа баш и не се слуша. Да се надеваме дека некој ќе пренесе, ако не гледаат, министерот за наука и премиерот. Атанасовски, што мислите вие за ова прашање, за црвените линии? Јас не би ги нарекол црвени линии, уште од 91 година наваму разговарам со луѓе припадници на различни партии и бев фрапиран од една работа, еден показалец, и 98 ми дојде едно момче од Ломоносов од Университетот од Москва, работеше магистерска дисертација за програмите на политичките партии во Македонија. Јас бев фрапиран што во ни една програма на македонска партија никаде не беше посочена национална програма. А треба тие партии сите, без разлика на која опција припаѓаат, леви, десни или како се веќе не се наречени, прво треба да се направи една национална стратегија и национална програма. Да, некаде може да има отстапки, некаде не. Албанските партии во Македонија имаат своја национална програма и тие се држат до својата национална програма, без разлика дали се тие на власт или се во опозиција. Се менуваат, гледат, еднаш се тие, но ни тие не отстапуваат од националната програма. За жал, нашите партии немаат заедничка национална програма. Нас тоа ни треба. Таа национална, заедничка национална програма, кога ќе се каже, слушајте, може ние да лавираме политички до таму и таму, отстапки ќе се прават до тука и тука натаму, нема. Тоа е таа црвена линија. Кога ќе успееме тоа да го направиме и кога ќе го направиме она што рече и господин Тентов, да се конечно да се осамостои, да не ги чукаме по глава тие што стрчат, да ги кинеме тие класи што стрчат во нивата, да ги чуваме само тие што ги наведнале главите надоле, дека тие се плодните, а другите не се, тие се безкорисни, тогаш ќе имаме и што да понудиме на Европа. Пазите, ние толку години спориме со грците, ние не направивме една македонска историја што ќе ја преведеме на англиски јазик и ќе ја пуштиме во Европа да се запознаат со нашите ставови. Се останува на срамежливо, кој некаде презентирал на симпозиум, некој те чул, друг не те чул или те третира таа, па кој е тој сега, он да ни кажу. Ние тука таа стратегија треба да направиме. Бугарите прават. Они имаат истории на Бугарија на сите јазици. Грците исто така. Отидете во сите туристички места во Грција, имат и на српски, и на чешки, и на словачки водичи туристички. Ние отидете во Охрид, немате туристички водич за Охрид. Дојдете во Скопје, немате туристички водич за Скопје.
Што да идеме понатаму? Кој да ни го направи сето тоа? Не се големи пари, може да се финансира, да се направат тие брошури и да се дистрибуират во светот. Светот не знае за нас. Ние ако не почнеме со спортот да се занимаваме, англичаните не знаеа кај сме, мисле дека сме во Африка или во Јужна Америка. Ни дојде тука некои од Белгија горе и од Холандија да ни држат обука како треба да изгледа историјата, ни ги носат флаерите на шпански. И викам, зошто на шпански? Вика, па мислевме дека сте во Централна Америка. Верували или не? Ми носи карта на Европа во која што ја нема Македонија. Атлас, историски атлас. И тој мене ќе ме обучува како јас да ја предавам историјата. Им го постави тоа прашање. 99-та година бевме во Мавро, во горе собрани. Како мислите вие европска историја да пишувате без Македонија? Ја нема на историскиот атлас. И, значи, тоа треба ние да се избориме да го направиме за таа Европа да дознае за нас. Они сите знаат, ама сите не знаат, бидејќи грците зборуваат на нас, грците ни направија пропаганда, па светот не научи кои сме и што сме. Ние ќутиме цело време. Некој од политичарите ќе каже нешто срамежливо, те ова, те она. Треба да се излезе со таа програма, национална програма, заедничко јадро, обедините сите тука и да се направи една скратена, не историја од 2000-3000 страници, се направи 50-100 страни, една скратена историја каде што ќе се потенцираат најважните аргументи за историјатот на таа држава тука, на таа територија. И не можеме ние да викаме антиквизација. Антиквизацијата е присутна кај сите соседи. И србите се повикуваат на некои антички средновековни традиции, и бугарите се повикуваат на антички средновековни традиции за да докажат колку се тие стари на Балкан. А ние ги имаме тука и ние треба да се откажеме од тие традиции. Пак, како ќе се откажеме кога 390-та година, кога е востанието во Солун против готското присуство тука, 7000 луѓе загинале на хиподромот. Теодорит Кирски вика Солун е пак најнаселен и најброен град на македонците. Зошто јас тоа да го негирам кога он го напишал тоа? Не сум го јас напишал. Дардан Венецки шлак на маслинка, вишната на тортата, ајде, точка на И. Да завршиме. Кога се во прашање црвените линии, треба да се каже дека кај нас постои консензус кога е во прашање името на државата и јазикот или идентитетот. Меѓутоа, кога е во прашање коренот, кога е во прашање минатото, ние тука имаме разногласие. Прашањето на нашето потекло нема консензус во оваа држава. Ние по тоа прашање треба да учиме од нашите сограѓани албанците и од нашите соседи, грците, бугарите и други. Мора да изградиме консензус, мора да кажеме точно кои сме, од каде сме и зашто. Со тоа свое разногласие ние им даваме сигнал, не само на нашите соседи, него и на нивните сојузници во Европа да не притискат, да се изјасниме кои сме и да си најдеме нов идентитет според местото таму каде што наводно сме дошле. Тоа е нашиот проблем. А за тоа да го сториме, треба да седнеме овде на маса. Контрадикторноста е основно начало во правото. Низ една контрадикторна расправа се доаѓа до правичен суд. Без тоа нема. И ние не можеме да изградиме консензус ако не седнеме на маса. За жал, вечеров дека некој ни ја избегна темата. Не треба да се бега. Треба да се седне на маса и се што мислиме да си кажеме во очи. И да излеземе од тука врз основа на аргументи со еден заеднички став и да му кажеме на Европа и на светот и на сите наши соседи дека знаеме кои сме. Добро, ви благодарам на учеството во емисијата. Се надевам дека ова што го разговаравме ќе предизвика одреден интерес. Вам, драги гледачи, ви посакувам се најубаво. Продолжете со нашата програма. Се гледаме во следната прилика.